Вклученоста на жените во заедницата преку нивната улога во рано откривање на криминалот и создавање по безбедна средина беше темата на работелницата што денеска се одржа во Струмица во организација на ОПСЕ и секторот за внатрешни работи Струмица. Еден од стратешките цели кои се предвидени во документите е интензивирање на ангажманот на жените. Во таа насока се и работелниците и обуките кои треба да послужат за таа намена, вели Марк Диксон од мисијата на ОПСЕ во Скопје. Ке подклучам дека ми представа особено задоволство што се организира ваков настан и ја ценам поддршката и помошта од нашите колеги од локалната полиција за нивната поддршка и соработка. Трета работа која сакам да ја нагласам е дека недоволното учество и инволвираност на жените во обезбедување сигурност не е проблем со кој се соочува само Македонија, туку е проблем низ цела Европа, недоволното учество на жените во обезбедување сигурност. Се работи за континуиран процес во кој што постојано треба да се работи на подобрување на состојбата. На крајот сакам да нагласам нешто за тоа како настануваат промени. Стратегии, закони, политики во разни области не се тие што ја прават промената. Промената настанува заради и како резултат на работата на поединци и групи поединци. Стратегијата ни дава само рамка во која се движиме правејќи ги тие промени. Веќе сме организирале вакви слични настани во целата земја и навистина ме интересира што ќе биде исходот и резултатот од денешните дискусии, затоа што од досегашните вакви слични организирани дебати јасно произлегува желбата за промена. Родовите аспекти на мирот, безбедноста, конфликтите, па и криминалот е комплексен пристап кон проблематиката на жените и мажите кои влијаат врз или се погодени од насилство во конфликтите. Повеќе насочната улога на родот, а особено улогата на жените во унапредувањето на мирот, одржувањето на безбедноста и справувањето со конфликтите, честопати е недоволно разбрана или поедноставена. Како резултат на се поочигледната и важна улога на жените во процесите на превенција, нивното разрешување и градењето на мирот, бројни анализи веќе ги допираат релациите помеѓу жените и овие конфликти, улогата на жените и мажите во мировните процеси во превенцијата и разрешувањето на конфликтите.